Metal Art изработува висококвалитетни метални огради, капии и внатрешни скали. Metal Art ги нуди своите квалитетни производи во Македонија и Европската Унија. Веќе 20 години користиме софистицирана технологија и нудиме европски квалитет со македонски цени. Стапете во контакт со нас за да добиете понуда која ќе ги задоволи вашите потреби. Metal Art. Добре дојдовте на македонскиот канал Нов Асном. Денеска имам посебна чест да го представам нашиот гостин, кој во раните 90-ти години беше прв задграничен председател на ВМРО ДПМН за Северна Америка, долгогодишен професор по литература и англиски јазик во Њујорк, како и представник во Обединетите нации на Светскиот македонски конгрес, а денеска се јавува како представник на Македонското светско координативно тело. Денеска со нас е Нестор Огинар. Нестор, како си? Добар ден. Добар ден. Како може да биде човек кој доаѓа во Македонија? Секогаш, кога сум овде, се чувствувам како да сум во скутот на Бога Господа. Одлично. Феноменално чувство. На големата мајка. Да. Ова е мојот дом. Јас сум роден во Скопје. Да. Излегов многу одамна од овој, кој се 69-та година. Меѓутоа, душата и срцето секогаш останаа со мене. И сега сум пресреќен што можам пак да бидам овде. Посебно, Сашо, на овој ден на кој што знаеме дека е роден најголемиот македонец, нашиот светски македонски цар, Александар III Македонски. Нека му е вечен денот, е вечен споменот, и ние како негови наследници ќе одиме по неговите стапки, без обзир на тоа колку предавства ќе имаме во оваа држава. Јас сум дојден во Македонија, не во Република Македонија, во Македонија. Не ја признавам Северна, не ја признавам оваа влада, ниту признавам било која друга влада, која што апсолутно не представува нас македонците. И ќе речам нешто што е многу битно, ќе зборувам во името на Македонското светско координативно тело, меѓутоа и свое лично име, и ќе си земам за право да речам дека ќе го кажам гласот на неколку милиони македонци распрскани на сите меридијани на светот во она што мојот драг пријател Анте Поповски пред многу години го нарекуваше прогонот. Зборувам во името на прогонетите македонци од Беломорска Македонија, од Пиринска Македонија и од овој дел од Вардарска Македонија, со една многу важна порака која што ќе кажам и на крајот. Не има 3-4 пати повеќе отколку што има македонци во оваа држава. И мојата надеж и иднина сепак ќе се состои во нашата врска со вас што сте овде, бидејќи таа не смее да биде никогаш прекината. Апсолутно никогаш прекината, затоа што диаспората е дел од нашето македонско ткиво. Јас бев преку 20 години во Калгари, Канада, се вратив овдека и се уште одржувам контакти со нашите од цел свет. Сигурно. А нашата македонска борба е таа да секоја генерација од сега, па се додека не си ја оствариме конечната цел, а тоа е враќањето на името Македонија, да се реализира. Сигурно. Една мала забелешка, Сашо, со најдобра намера. И јас не го употребувам зборот диаспора, грчки збор, вештачки збор. Јас повеќе го употребувам зборот, како што реков, прогон или иселеништво. Точно, да. Ние сме врзани, нашите корени се длабоки. Не се само овде. Тие се длабоки како светиот македонски даб, за кој што знаеме. Нас не грее секогаш ова сонце, кој што не е како што го нарекуваат сонцето од Кутлеш, туку сонцето на нашиот древен митолошки бог, Македон, синот и потомокот на Прометеи, кој што за прв пат пред 1000 години според митолошкото предание наше македонско, го украде огинот од Олимп
и му го посвети на народот, за да го просвети, за да го освеси. И тоа сонце, се додека ние веруваме во него, ќе не грее за веки веков. И ќе биде наша водилка кон конечната победа. Кон конечната победа. И ќе речам сега, кога веќе ја спомна таа диаспора во наводници, македонската диаспора не може да представува едно тело. Премногу е голема, премногу е комплексна, премногу генерации на македонци слоевно се имаат иселувано од целата таа наша територија Македонија, поделена од Букурештскиот договор од големите тогашни европски сили во 1913 година. И мислам дека најважното она што треба ние самите да го знаеме е дека секој од нас ја представува Македонија. И кога сме веќе околу представувањето на македонците од надвор од иселеништвото, ќе речам едно нешто за кое што сум задолжен и кое што длабоко го знам и го чувствувам, дека неколкудневното присуство овие денови во Македонија, на УМД, Обединета македонска диаспора, чишто преседател се чини дека е Мето Колоски, апсолутно не представува ниту 1% од нас македонците, и ако не ме верувате, ќе треба да изгледате надвор да ги интервјурате сите македонци кои што се денес низ цела Македонија, за да ви кажа дека тие не го признаваат това. И јас лично сега ќе речам во името на Македонското светско координативно тело и во свое лично име, дека наполно се оградувам од сите ставови со кои што денес УМД настапува овде на нашава земја. Да, за нашите гледачи само да подсетам дека денеска се одвива конференцијата на обедите на UMD, Обединета македонска диаспора во Скопје, и истата е релативно опфатена медиски добро. Имаме некои заклучоци и што те наведе, кои беа аргументите кои те наведе ова да го кажеш, дека они не се репрезент на диаспора? Јас живеам во Америка од 69 година, 53 години, повеќето од мојот живот. Ги знам многу добро. Јас ќе ви речам и тоа најодговорно, дека УМД не само што не представува македонското иселеништво од Северна Македонија, туку УМД е творештво на Американскиот State Department со припомош на ЦИА и секогаш во соработка со македонските разузнавачки служби, за да можат да ја абсорбираат енергијата која што ние македонците секогаш ја имаме. И тоа ме наведе фактот што се наметнуваат лажно и им дозволуваат на сегашните предавници како што се Пендаровски и Ковачевски и сите оние во македонското собрание да ги нарекуваат обединувач на Македонија. Тие не обединуваат македонци, тие не представуваат никого, тие може едноставно да кажат. Едноставно имам уште една желба од многу македонци кои што ме се јавија, знаејќи дека ќе настапувам тука. Ја прашувам македонската јавност како е возможно една таква малечка организација да има таков прием, феноменален прием, и каде преседател на држава, и каде премиер на држава, и на секаде во светот. И кој ги покрива сите нивни трошоци? Ќе речам, иако немам докази за тоа, имам податоци од луѓе што ми испратија, дека денешниот престој, односно овогодишно лето престојот на УМД, ќе ги чини или ќе чини Македонија, не знам, 4 милиони долари пари. Не знам од каде им се тие пари, меѓутоа некој ги снабдува. Кои ставови на Обединета на македонска диаспора што ги пропагира се проблематични во според вашето мислење? Само еден, ги имам милиони, само еден. Самото безрезервно признавање на ова нелегална, нелегитимна влада, и не само сега, уште од времето на
Kiro Gligorov, pa do сега. А тоа зарем не е доволно. Сето друго произлегува од признавањето нивно на нешто што ние како македонци никогаш не го признаваме. Ние никогаш не се согласиме со поранешна Југословенска република Македонија, Да. со која што не воведе Киро Глигоров. И кога сум веќе тука да направи на мал развој, каде што ова сонцето на Македон, за прв пат 94-та година, ако се сеќаваш, беше изнесено пред Обединетите нации. И таа слика јас никогаш нема повеќе да ја заборавам. Без обзир на тоа што менуваат и како менуваат тие. Ние никогаш не ја признавме поранешна Југословенска република Македонија. Никогаш не ги признавме сите договори, преговори и разговори. Почнувајќи од Охридскиот рамковен предавнички договор што го подпиша тогашниот покоен сега председател Борис Трајковски и СДС и ДПН, името М, односно буквата М, не смеам да им ја сам, бидејќи не ја заслужуваат, ниту се пак ВМРО, ниту се револуционерна организација, бидејќи да беа револуционерна организација досега, ние како македонци ќе процветавме. Токму така. Ja. Дали кога се работи за обединета македонска диаспора, значи они го имаат прифатено терминот северна, дали тука се поклопува со ставовите на извршната наредба на Бајден, која ја издаде една година од неговото председателување, каде што стави една рамка на политичко делување на политичките партии во Македонија, каде што новите договори, Преспанскиот, Охридскиот рамковен договор, се нешто што се статични и неменливи, дека ние треба да ги прифатиме. На англиски е sacrosanct, нешто свето што не смее да се допре. Апсолутно така. Апсолутно така. Да. Што мислите спрема ова што кажувате, дали има некои најави за парализација на ОМД во Соединетите американски држави и проникнување на нова организација која вистински ќе ги представува интересите на македонската диаспора? Јас сега ќе од тука ќе испратам еден повик до сите македонски организации, не само во Северна Македонија, во Северна Америка, во Австралија, во Европа, низ цел свет. А ги има многу, тие се многу стари. Да излезат деновиве со соопштение, а тука ќе го сториме и ние со Македонското светско координативно тело, во кое што ќе се апсолутно оддалечиме од оваа организација, како немакедонска организација, како организација на антимакедонската американска политика. Види, Сашо, јас од секој сум бил критичен кон Америка, иако живеам таму цел живот. Таму сум бил професор, таму е мојата сопруга, таму се моите деца, меѓутоа многу убаво ја знам нивната работа и ќе речам дека Америка нам, македонците, историски гледано, не ни била никогаш пријател. И не почнува нивната антимакедонска политика само со бомбардирањето заедно со Обединетото кралство за време на граѓанската војна во Грција, која што го предизвика тој трагичен наш екзодус, туку продолжува. Преди некој ден излегува некои документи од ЦИА, во кои што се проектира политиката на Америка, долгогодишна стратешка политика, на Балканот, односно на Македонското полуострово, која што е класично антимакедонска политика. Во неја нема ништо. Американците заедно со британците, заедно сега и со Европскава заедница, се што сакаат е нас македонците да не нема, бидејќи ние сме наследниците, ние сме благородниците на оваа благословена македонска земја. И се додека постои еден македонец, и една македонка и тука, и во Беломорска Македонија, и во Пиринска Македонија, и насекаде низ македонското иселеништво, нема никој да се откажеме од нашите права. И затоа ќе ти речам, македонските партии кои што 32 години ја продаваат
ја предаваат Македонија, тоа се ВМРО-ДПНЕ, заедно со СДС, се откажа, како што знаеш, со многу конвенции од нас македонците од надвор, посебно од Беломорска Македонија. И тие нема никакво право да не представуваат нас, а УМД е соучесник токму во тоа велепредавство. State Department, за ова што не го знаете, јас ќе ви кажам, е денес инфилтриран со антимакедонски елементи уште многу одамна, каде што некогашната македонска патриотска организација, МПО, која што беше основана од Тодор Александров во 22 година и беше промакедонски ориентирана, потоа узурпирана од богаринот, односно пробогаринот Ванчо Михајлов, таа беше инфилтрирана со советници во State Department, кои што не ни даваат на нас македонците со генерации можност да влеземе внатре и да лобираме. И денес во State Department и во Американскиот конгрес се уште владеат македонци кои што чија што политика е антимакедонска, чии што резултати за жал ги гледаме до ден денешен. Дали сметаш дека форсирањето на американската администрација на договорот за пријателство на Бугарија, заедно со нивната активност со Цариградската патријашија и можноста за промена на името на нашата црква, каде што нашата црква ќе се откаже од името Да. зборот Македонија, Се се инструменти на таа политика. Да, апсолутно. И тоа е одамна. Тоа не е денешен настан, тоа е процес кој што трае. И во него влијанието големо е на Америка. Во тоа. Тие имаат навлезено практично не сите пори. Јас ќе кажам неколку анекдоти ако смеам. Апсолутно. Во 92 година, кога за прв пат во Македонија дојде, не, 95-та година, за прв пат дојде во Македонија како американски амбасадор Кристофер Хил, Да. кој што го замени тогашниот представник како конзуларна врска на Виктор Комрас, ако се сеќавате. Да. Тоа беше времето кога ВМРО ДПМН со Љупчо Георгиевски и советник од негов денешен покоен поранешен преседател на Македонија, Борис Трајковски. Јас ги однесов како американски државјанин на една средба тука во едно скопско ресторанче, за да разговараме. Уште тогаш, Сашо, како што веројатно знаеш, се вршеше притисок прво и првенствено од Америка за промена на македонското знаме. И еден миг кога јас ја сватив политиката на Виктор Комрас, кој што е евреин по потекло, и кога видов дека и Борис и Љупчо едноставно само го чукаа по рамо, станав и му реков вака: Господине Комрас, you are Jewish American. I am Macedonian American. You have your flag, the Star of David. I have the flag, the Son of Macedon. Кога некој би ви рекол да го смените вашето знаме, односно вашиот символ на звездата од Давид, што ви направиле? И тој стана, верувам и стана, и преку масата ми подаде рака ми честита и со двата прста покажувајќи на Љупчо и на Борис. И ми рече, this is how you defend your country. И тоа ми остана секогаш во сеќавање, бидејќи тоа е единствен начин на кој што ние мораме да се... Нам денес целиот свет ни се смее. Ние сме за, да. не за посмев, за понижување, за никаде. Честопати јас и мојата сопруга кога одиме со американски интелектуалци, ти ми велат, што се случува? Како е возможно да вие правите такви отстапки? Вие да му речете денес на еден американец да го смени знамето или пак да го смени името. Верувајте ми, се вратам назад на вториот амандман,
каде што се носи оружје, не би поминале добро. А ние, пак ќе речам, јас имам тука една голема двосмисленост. Го кривам нашиот народ, меѓутоа не до таа мера до која што мислам дека треба, бидејќи нашиот народ беше поднаучен од секогаш да го слуша авторитетот на политичарот и на политичката партија, посебно преку комунистичката партија, и таа ментална склопка ја пренесува и во од 91 година со осамостувањето, и тие апсолутно и безусловно им веруваат на партиите и на политичарите. И јас досега не најдов ниту еден кој што беше спремен да се побуни против тоа. А нашиот народ не го заслужува ова. Македонскиот народ за мене лично, не бидејќи сум македонец, е еден од најкротките, најблагородните народи на светот. Она што нам ни фали сега е освестување. Будење од тој сон во кој што спиеме, сон наметнат од овие неколку предавници, велепредавници, партии по 32 години што ја владеат Македонија, кој ќе се ослободиме од ВМРО, од ДПМН и од СДСМ, да не реше од нивните така наречени шиптарски партнери, ние тогаш ќе можеме да направиме нешто. А мислам дека тоа време пополека доаѓа. Апсолутно, пополека доаѓа и наша обврска цел задача тоа да го реализираме. Јас ќе ви кажам и зошто доаѓа. Доаѓа бидејќи во светот војната во Украина, што се води денес против Руската федерација и американците, односно НАТО, не е до Украина во прашање, ја освести американската јавност. И еве сега имам информации од луѓе кои што имаат директни врски со Американскиот конгрес, дека последната најава на сегашната администрација на Бајден, Џозеф Бајден, кога што го сметам и за нелегален, и за нелегитимен, антиамерикански председател, бидејќи тој е само марионетка на една друга, темна страна, на една власт во сенка, на една мафија, чии што папки допираат и до овдека. Неговата најава дека на Украина ќе испрати покрај 130 милиарди долари пари војна помош на кластер бомби, Касетни бомби, да. касетни бомби. Веќе се на боевите действување на украинската армија. Значи почнаа веќе украинците и користат. Меѓутоа, тоа ќе биде само на штета на украинците. Сакав да речам дека повеќе од 200 конгресмени веќе реагираат на тоа и ќе бараат отповикување на Бајден. Јас долги години, да речам 20 и нешто години, сум соработник со една голема, влијателна невладина организација, Шилеровиот институт, The Schiller Institute, формирана од Линдон Ларуш, еден голем американски патриот и огорчен противник на американскиот империализам, воден од Никсон до Бушови и понатаму. Тој почина преди неколку години. И јас водев една македонска делегација на која што беше и учесник Емилија Гелева, тогашен советник, ми се чини, во владата на Љупчо Георгиевски. Во Вашингтон одржавме еден симпозиум, еден конгрес. Мислам дека беше 8-9 август 2001 година. Точно во времето кога Македонија беше нападната од терористите на УЧК, се разбира потпомогнати од НАТО и од овие други. И јас тогаш, и ова можете да го видите на YouTube под моје име, отворено има настап пред околу 1200 странски представници од цел свет, од Африка, од секаде на тој конгрес, каде што апелирав за помош на Македонија, објаснувајќи ја политиката на НАТО кон Македонија, и ја нареков, а и сега ја нарекувам таа организација, најстрашната, најглобалната терористичка организација што постоела.
И ова е да се надоврзам со она што го реков преди некој минут, дека се согласувам тука со една американска политичка кандидат за сенатор од Република од Њујорк, од државата Њујорк, независен кандидат, односно представник на Хирургијот институт, Тајана Се, со која што соработувам, која што отворено говори против сегашнава политика на Џозеф Бајден, и ако ја чуете неа, нема да верувате дека женава е американка. Таа е апсолутно против тоа и сосема оправдано јас се придржувам на нејзината борба, бидејќи постои голема опасност, драги мои македонци и македонки. Вие што живеете во оваа држава сега, наскоро, велам наскоро, да бидеме ние воведени како членка на НАТО во една глобална светска нуклеарна војна, од која што нема излез. И тоа е оно што најповеќе ме боли. И тоа е оно што јас сакам да апелирам, иако веќе е доцна, бидејќи овие предавници заедно со ДПМНЕ и со СДСМ безусловно сметаат дека ние немаме никаква друга алтернатива освен да бидеме членка на НАТО и да бидеме членка на Европската заедница. А јас велам дека имаме, меѓутоа за тоа ќе зборуваме малку подоцна. Во смислот на тоа, не знам дали знаеш за тоа, Сашо, 2019 година, на 5 јули, кога НАТО дојде во Скопје за прв пат преку конвојот кај порта Македонија, јас и една група на македонски патриоти организираме еден мал протест, кој што беше длабоко супресиран од македонската полиција. Меѓутоа јас успеав да искочам и да застанам пред тенковите на НАТО, токму пред порта Македонија, и да речам: да живее Македонија, stop to NATO. Најмножно се нафрлија десетина агенти и полицајци во униформа и во цивил. Ми го повредија рамото, уште не можам да го поравам. Ме приведоа во полиција 3-4 сати и потоа ме пуштија. Замисли, само затоа што сакав да речам да живее Македонија и само затоа што сакав да кажам, барем символично, дека еден македонец кој представува гласот на сите македонци кои што се против НАТО, кои што се против војна. Ние сме мирољубив народ, ние никогаш не сме биле прозападно ориентирани. Тоа е нешто ново, тоа е една нова мантра која што вам сега вие сервираат. Вратете се назад векови, па илјадници години. Нашето геостратешко место не е ниту во НАТО, ниту во Европа, бидејќи Европа е Македонија. Европа одамна е во Македонија и Македонија одамна е во Европа. А јас ќе речам и сега отворено, дека никогаш не сме го признале, и јас бев тука за среќа на 18-та година, кога предавниците на оваа власт сега заедно со молкот на ВМРО ДПМНЕ го потпиша Преспанскиот договор, од каде што произлегува и сегашниот бугарски договор, и сите платформи, албански и сите други платформи, од кои што, за жал, произлегува сите наши неволји. И кога некој ќе ми рече: па што ќе направевте, дали имаме ние алтернатива? Се разбира дека имаме. И сега ќе се поврзам само уште еднаш кај оно што го почнав, па некако ми забега мислата. Кога 92 година имаше Генерално собрание во Обединетите нации во Њујорк, на кое што тогаш беше присутен председателот Киро Глигоров како представник на ФАЙРОМ, на пресконференција на која што беше присутен Џорџ Херберт Буш, таткото на Џорџ Буш. Еден новинар го праша председателот на Америка, Буш, зошто досега не сте ја признале Македонија? И тој само кратко рече: because nobody asked. Затоа што никој не праша. И потоа, кога јас се видов со Глигоров, а се видов неколку пати за време на неговото владење, знаејќи од каде доаѓа, знаејќи дека доаѓа од скутот на Тито,
дека беше и остана и умре како Титово пионерче, заедно со сите негови представници, Пендаровски, и кои бе, мислам не Пендаровски, Црвенковски и другите, кои што плачеа за Југославија. И му реков на Киро Григоров вака: Господине председателе, научете се еднашка да речете no, не. Америка ќе ве почитува многу повеќе и тоа ќе ви го кажам отворено. Да имаше Македонија мажи, дедо ми Нестор ќе речеше мъжи, а и жени, кои што ќе му речеа no, не, и на НАТО и на Европа, јас ви гарантирам со живот, дека ние немаше да бидеме донесени до ова дереđe сега. Меѓутоа, незалудно него го нарекува concession president, бидејќи ги направи сите попусти, и тој за мене е најголемиот предавник, ако сакаш, бидејќи тој ја проектираше патеката. Точно. И отвори вратата на предавството. По која што проложија и Црвенковски, и Трајковски, и Сите Иванов, и Бучко, кои да беа, не ги знам ни имијата, не секам да им ги спомнам. Сите заедно ги знам лично, и сите заедно ќе речам, иако нема ништо да направам, ги сметам за големи велепредавници кои што недостојни не да живеат во Македонија, туку да бидат закопани во оваа света земја. Апсолутно. Сега, значи од една страна имаме политика на Соединетите американски држави која е антимакедонска, против македонскиот народ, Да. кои преку одредени форми на дипломатски притисок и активности ги имплементираат. Да предпоставиме во најдоброто сценарија дека доаѓа на власт промакедонска влада, која владее со државата, која сака да имплементира позитивни реформи за македонската нација. Какви ставови таа влада би требало да има за да се избориме ние македонците за тоа што сакаме? Република Македонија, да сме ценети и да си имаме своја независна политика. Многу интересно и очекувано прашање од тебе до мене, на кој што јас ќе дадам не само мој личен одговор, туку објективен одговор. За сега, американската политика е под доминација, како што реков, на метастазирани елементи на МПОвска, пробугарска ориентација и проалбанска ориентација. Вие во State Department, не знам дали е сега таму, имате неколку конгресмени, како Джозеф Диогарди и Джозеф Енгел, евреин, обајцата од Њујорк, кои што ја водат активно проалбанската политика таму, и тука ние немаме антимакедонска тежа, а некој ќе рече зошто немаме? Затоа што не ни е дозволено. Ние да сакаме да организираме, да имаме организација, оставете ја тука, ќе речам, затоа Умада да беше вистински македонска организација досега, ќе имаше многу поголемо влијание, освен да вели thank you, за се. Значи, таа политика ќе продолжи. Клучот е во следно. Кога на македонска почва, оваа денешна, во едни наредни избори среќни, да речам, би дошла на власт една политичка партија или организација или коалиција без ДПМН и СДСМ, бидејќи нивниот багаж не им дозволува да порожат и да барават ништо. Тие можат вас да ме мофтаат, меѓутоа светот знае. Тие се потписници на многу договори, почнувајќи од 1900 година со Виенската конвенција, Женевската конвенција и други. И тие се за нивни марионетки. Меѓутоа, кога ние би имале македонска влада, која што во своите редови ќе има не само преседател, туку посебно тим на надворешна политика, не Бујар Османи, прогласен албански шовиниста, отворен представник на терористичка организација како што е УЧК, ДУИ, која што е подржувана и ден денес, кога ние би имале македонска надворешна политика, визави американската, визави Европа и да речем визави
Руската федерација, ние би можеле пополека да се ослободуваме од чизмата на оние кои што досега не газат не само 30 години, туку и повеќе. А за тоа јас сум голем оптимист дека постои. Арно, ама еве ќе речам, ќе треба да ги освестиме повеќете на македонски интелектуалци кои што ги имаме. Да се вклучат. Јас знам дека многумина од нив, па и јас не би сакале да се вклучат во денешнава политика. Меѓутоа, сваќаме дека без политика не ќе можеме да пробиеме на фронтот на светот, каде што светот ќе не признае. А светот ќе не признае и како Република Македонија, и како Македонија која што има своја длабока историја, која што има свој собствен јазик, македонски, која што има своја почва, која што има своји традиции. Ние денес, каде да одиме со мојата сопруга, низ Нью Йорк, или во светот, еве, сме биле на повеќе држави, па и на аеродром, кои ќе ме чујат и кои ќе ме прашаат, where are you from? From Macedonia. Oh, Alexander the Great? From Macedonia. Да. Не разбирате? Да. Ние не можеме и да побегнеме, еве, денеска е тој присутен со нас. Неговата тежина и сенка е премногу голема. И тој не чека нас без да ни подаде рака, да му го грабнеме мечот И да се избориме за и да го нашата пресечеме гордевиот јазол, Точно. кој што тој го направи во Гордиум пред многу илјади години, за да можеме не да го освоиме светот, туку да го освоиме светот во нас. Јас имам честопати пишувано и говорено, if we save Macedonia, we will save the world. Ако ја спасиме Македонија, ќе го спасиме и светот. И јас не сакам да живеам во свет во кој што ја нема Македонија. I don't want to live in a world in which there is no Macedonia and the Macedonians. Амин. Амин. Апсолутно. Борбата, се додека беше името уставно Република Македонија, борбата за наша беше надвор од Македонија. Но сега, од кога предавниците ја сменија, го смени името и го имаме ова срамно име Северна, кое ние македонците длабоко од нашата душа го мразиме, Ja. борбата сега е внатре во Македонија, борбата е меѓу нашиот народ и да го убедиме нашиот народ дека потребно е нешто ново, нова сила, која што ќе исплива на површината и ќе го избеле образот на македонската нација. Дали се сложуваш со Па еве, вашава сегашна организација, нели? Нов АСНОМ, Апсолутно. ново ВМРО, нова Македонија. Сакам да речам, сето тоа мора да почива на древни темели. Корените наси се многу длабоки, ние не можеме. Ние не можеме, драг мој Сашо, да се проектираме во иднината без да знаеме да се свртиме назад и да ја разбереме невидената големина и длабочина на нашата македонска историја, од која што ние произлегуваме. Јас не можам да се ослободам од фактот дека сум македонец, дека моите корени се од Македонија, меѓутоа да не заборавиме дека Македонија е она која што денеска е под окупација. И јас честопати ќе ти речем, еве и ќе речем вака. Јас немам сон, јас имам само една визија, дека можеби и за време на мојов живот, иако е веќе подзаминат некаде во третата деценија на мој третиот период на живењето, во 8-та деценија, ќе го доживеам тоа, да се обединиме сите како македонци. Мене ме радува тоа што гледам дека во Беломорска Македонија се уште постојат македонци, се уште не е угушен и пригушен македонскиот идентитет, македонскиот јазик и нашата македонска православна вера. И тоа ми дава надеж дека и оваа денешна Македонија, која што не е држава, туку е колонија. Протекторат.
ili zavisnik protektorat, еден ден ќе се ослободи, без обзир на тоа што ќе речат, па немаме народ и тоа. Јас верувам во нашата македонска енергија. Преди некој ден правев муабет со еден македонец одека и јас сум само кратко неколку. Тој ме вели мене, професоре, што е ова со нас што ни се случува? Со генерации уште од римско, па турско, па бугарско, па грчко, па српско, па југословенско, а сепак Македонија обстанува. И јас ќе ви речам вака, драги моја македонци. Римско беше, помина, Македонија остана. Отоманско беше, помина, Македонија остана. Грчко беше, помина, Македонија остана. Бугарско беше, српско беше и северно е сега. Меѓутоа северно ќе биде одвеено со ветрот и јас знам длабоко во мене дека ние сме Божја земја. Не се евреите Божја земја. Ние македонците сме Божја земја и овдека е нашиот, не е Јерусалим, овдека е нашето свето место. Јас како македонец кој што ја истражуваше Македонија претежно преку англискиот јазик, бидејќи за жал ние тука немаме голема литература на англиски јазик, имам прочитани тонови книги и ја познавам многу во нашата историја. И можам сега да цитирам многу авторитети уште од древна Македонија, кои што говорат за идентитетот на македонците како еден од најстарите староселци во Европа и на македонското полуострово. И ние не смееме да се откажеме од тоа. Зошто мислиш дека во 50-тите години пред Христа на оваа македонска почва дојде според преданието во Библијата на апостолот Павле, за да не го проповеда законот на Господа Бога, Синот Божи, Исус Христос. Затоа што Исус Христос е продолжение од една страна на политиката на Александар. Александар Македонски, ова ќе ти го кажам најодговорно, и не ми требаат вашите македонски, северно-македонски историчари. 12 години македонците војуваја на исток и има докази каде што, ова го признава и ЦИА, дека единствено 2 недели македонците поминаа на војното поле. Александар не отиде да го освои светот. Александар отиде да го обнови светот, да благослови светот, да го обедини светот под една идеја дека постојат разлики меѓу нас народи. Меѓутоа тоа може да се постигне само со љубов. И затоа ние како македонци го прифативме и Христовото предание и ќе речам нешто што може би нема да помине каде оние кои што се канонски представници, а православни. Исус Христос не е првиот македонец распнат. За мене првиот македонец распнат е Прометеј. Тој беше распнат на каменот на животот, затоа што го просвети народот. Исус Христос беше распнат на дрвото на животот. И кога сум веќе околу тоа, ќе ви речам нешто што можеби не го знаете. Како што гледаш, јас не можам да се допрам од зборување. Имам толку многу информации. На 4 јули, кој што американците го слават како Ден на борецот, нели? Ден на независност. Ден на независноста нивна. Иако тие ќе правиме муаве за тоа друг пат. Имаше премиера на еден филм, не знам дали сте чуле за него вие овде или не. The Sound of Freedom. Звукот на слободата. Финансиран од Мел Гибсон. И главна улога на Джеймс Кавизел, кој што го играше Исус Христос во филмот Страста, патичествието на Исуса Христа, Passion of Christ. И тој филм, иако беше забранет од повеќето холивудски студија, помина многу добро. Тој филм зборува за вистината на еден агент на ЦИА, кој што, работејќи во јужна американските држави, ќе има разбор од политиката на Америка и незиното
државно организирано учество во криминалот со деца, со секс и со дроги. И тој си има свртено против својата собствена држава. Тој се вика Tim Ballard. И многу пати сум го гледал на интервју и него и Джеймс Кавизел, кои што отворено говорат за тоа. И ја освестуваат Јавност. и американската јавност, па и светската јавност, дека мораме да се свеснеме дека Америка денеска е злосторник. Зборувам на Америка, не Америка како народ, нели? Туку политиката, посебно сега на оваа држава, на оваа администрација на Бајден, а и порано, дека мораме да му помогнеме на народот да ги спасиме тие невини деца. А јас мислам дека е тоа се случува и каде нас, само што за тоа многу малку се зборува. И затоа ќе речам, драги мои македонци, што побргу ги отфрлите синџирите во кои што 32 години ве стегалаат и ве гушат двете најголеми политички партии заедно со терористичката партија ДУИ на УЧК. Што побргу се ослободите од тоа, толку побргу ќе нагрее сонцето на Македонија. Благодарам, Нестор, за овој убав говор, интервју. Се надевам ќе бидеш наш гостин во иднина која ќе ја посетиш Македонија. Благодарам што не следевте. До следното јавување, секој е најдобро.